Браќам македонци, ви благодарам на овај срдечен прием. Нема многу да должам да зборувам затоа што ќе ме расплачете. Веќе самото ваше присуство ми огромно, ми многу значи. Како што знаете, јас сум 48 години вон Македонија, излезена од мојата татковина на мои 8 години и цело време за практично, иако физички во друга држава, духовно сум во Македонија. Од таа причина и од денот на осамостојувањето на нашата татковина, на незината независност, имав едно такво пречувство поради нашата историја дека ќе треба да повторно се бориме за своите права. Правата за кои сите народи ги слободно уживаат во светот, а на нас не се ускратени. По тој повод имам едно тако да речем едно накратко да ви прочитам едно сообщение и во име на нашето тело на македонската диаспора од Европа, која се активно уклучуваше во сите протести против промена на име, идентитет и јазик и против неуставните уставни измени, така да би започнала најпрво со тоа. Координативно тело на македонската диаспора Европа. Водени од универзалните елементарни и основни човекови права, еднакви за сите народи во светот и загарантирани со резолуцијата на Обединетите нации од 48 година и меѓународните акти за заштита на истите, како и законите на меѓународното право, цивилизацијските норми и правата на слободните народи ширум светот, соочени со флагрантно кршење и насилно одземање на сите тие универзални, елементарни и есенцијални човекови права на македонскиот народ, македонците дома и во светот. И непочитувањето на меѓународните акти и меѓународното право од страна на политичките субјекти. Координативното тело на македонската диаспора од Европа известува: ние македонците не признаваме, не прифаќаме и ги осудуваме секое одземање на универзалните елементарни човекови права на самопредулување, самоидентификација и самоименување. Ние македонците не признаваме, не прифаќаме и ја осудуваме секоја употреба на незаконски силум наметнатото име и расистичките действија на хегемонистите кои се нарекуваат демократи, а истовремено ги кршат универзалните елементарни права на нас, македонците и нашата држава Република Македонија. Не признаваме, не прифаќаме и ги осудуваме сите промени на имињата на македонските државни институции во Македонија, со кои наместо идентитетска придавка македонски се вметна безидентитетска придавка национални. Не признаваме, не прифаќаме и ги осудуваме сите обиди да се смени името на Македонската православна црква, вклучително и актуелниот обид да се избрише зборот македонска и да се замени со Охридска архиепископија. Не ги признаваме и ги прогласуваме за нелегални политичарите кои ги кршат нашите универзални елементарни човекови права, кои се длабоко емоционално врежани во нас и за кои во меѓународното право не постои компромис. И ќе се бориме против сите антимакедонски договори и идни преговори за кршење на нашите елементарни права. Сите договори кои се склучија со цел кршење на универзалните елементарни човекови права, правото на самопределба, не беа со ниту еден збор представени пред парламентарните избори, во ниту една партиска програма, со што се изврши колективна политичка изборна измама. Еднаква на национално предавство. Ги оспоруваме и ќе се бориме за поништување на незаконските уставни измени за кои согласност од мнозинството македонски народ не добија на референдумите 1991 и 2018 и да одговараат пред Уставот на Република Македонија.
Бараме председателот на Република Македонија, господин Иванов, подитно да испрати допис со кој ќе се оспори поднесеното барање од нелегитимната власт за промена на името во Обединетите нации, како и барање Република Македонија да се заведе како такво. Допис до сите 137 држави кои веќе не имаат признаено со известување за насилното незаконско одземање на универзалните човекови елементарни права, да бараме во име на македонскиот народ да ни се обраќаат со Република Македонија и македонци. По повод најавените председателски избори, македонската диаспора е децидна. Одбива да гласа на председателските избори поради фактот што власта е нелегитимна и некредибилна, флагрантното кршење на законите и уставот на Република Македонија, поради одземањето на универзалните елементарни човекови права на македонскиот народ, што е спротивно на меѓународното право и меѓународните акти. Фактот што овие избори ќе послужат пред меѓународната заедница исклучиво за легитимација на нелегитимните уставни измени и делегитимирање на нашиот национален глас на двата референдуми. Национален глас. Значи, повторувам, тоа е многу важно. Народот не го даде својот глас за уставните измени. И го повикуваме македонскиот народ истите да ги игнорира, со што јасно ќе укаже на домашната и меѓународната комплетна светска јавност на сето политичко беззаконие и самовилие. 11 март 2019 Лондон, Виена, Париз. Тоа се нашите македонци од Европа, од диаспората, кои сме удружени во координативно тело и по тој повод за сите поздрав кои не слушаат и гледаат. Бидејќи никогаш не сум се вака јавно обратила, сега би сакала во моје име македонки жени. Браќа, немојте да помислите дека овде се работи за некоја феминистична пропаганда, туку едноставно би сакала накусо, после во дебата ќе се уклучиме, да објаснам колку може да биде бескрајна и силна силата, енергијата на жената која живее Скопје, Битола, Прилеп, Кичево, Куманово, Париз, Лјубљана, Београд, Панчево, Крагуевац, Австралија, Сиднеј, Мелбурн. Имаме жени кои живеат во Финска, Кина. Од сите страни практично сме поврзани помеѓу себе. Во тоа намена јас, Виолета Атировска, по мајка, баба, татко, дедо, прадедо, столетија наназад, пород, генско чиста македонка од Битола со вековни корени од рамната благородна Пелагонија, исконското Маријово, и како единка без разлика што 48 години живеам вон границите на мојата татковина, сум нераскинлив и неотугив дел од многовековниот македонски народ. Жена, мајка, бранителка на сопствениот идентитет, јавно се изјаснувам со свој став. Национално свесна, определена исклучиво како македонка, никогаш не граѓанка, не северџанка, ќе се борам против секој и секого со сите демократски средства, како што би се борела секоја жена, мајка, бранителка, пород, словенка, италијанка, хрватка, унгарка, германка, францускиња, аустријанка и ред други, за сопствениот идентитет и идентитетот на своите потомци, правото на сопствено идентитетско постоење, правото на самоопределба, без разлика што антимакедонската политичка номенклатура ме административно-историски бриши, затоа што правно е се незаконско и ништовно испрема Уставот на Република Македонија, испрема меѓународното право и меѓународните акти во кои се посебно запишани и правата на жените, за заштита на женските индивидуални, елементарни и есенцијални права, правото на постоење. Правно бришење е невозможно. Согласно с ним дадовме нејасне мнозинството од мојот македонски народ
на референдумот на кој му се приклучивме македонките дома и во светот и кој го одногласно срушивме со историски бойкот, и тоа е запишено и од ДИК во службениот вестник на Република Македонија. Индивидуалните женски права се загарантирани права кои се строго и посебно определени со законски одредби и во Обединетите нации и во сите други меѓународни акти, чиј потписник е и Република Македонија. Во нив не се запишани само правото на полова еднакоправност, како што ќе не пропагандно замајуваат, може би ќе им служи тоа и како алатка за напад, за да не оквалификуваат како феминистки, туку во нив се точно определени правото на самопределба, самоидентификација, самоименување, правото на слободна самоопределба и идентификацијски слободен избор на жената на својот пород, значи именување на идентификација на своето дете. Никој нема право, ниту он да задира, попречува, оневозможува, одзема, административно, историски и правно бриши идентитетска самоопределба на жената, мајката и незиниот пород. Тоа е човеково право на слободен избор на жената. Овде само за една минута ќе застанам, бидејќи недолго тоа имавме најава за промена на законот за абортус за жените, во кој најавија слободен избор над животот за потикнување на абортус дури и од 22 недели, што е апсурдно. Но тука би сакала да напоменам. Слободен избор на жената е човековото право да го својот пород донесе здрав и жив и да го идентификува онака како што таа сака. Тоа е слободниот избор на жената. Не може да биде слободен избор на жената 22 неделно абортирање на дете. Тоа е живот, тоа не е практично, тоа е живот, убиство. Македонките дома и во светот не признаваме никакви договори и уставни измени за промена на националното име Македонија. Република Македонија и со тоа промена на македонскиот идентитет на нас, жените, мајките на нашиот пород. Погајки од овие факти, ве повикувам вас, сестри мои македонки, од целиот свет, не само тие што сме денес тука, што сме во татковината, да ги збиеме редовите, ние непокорените жени, мајки, во една силна непокорена женска енергија, со нашиот мајчински глас, за да останеме достојни потомки на нашите славни војводки, комитки, партизанки, борки и бидеме достојни предци и достојни родилки на нашите идни поколенија, да ни се приклучите во борбата за своите цивилизирани, неотуѓиви права во се македонско движење на жени, мајки, бранителки на универзалните, елементарни и есенцијални права. Ќе завршам со нашиот поздрав. Никогаш северџанка од Северџистан, од секогаш за секогаш македонка од Македонија.